Благодарам, почитувана председателке, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Денеска сме 3 јули, ја потенцирам датата 3 јули, бидејќи според економските прогнози на опозицијата, ребалансот на буџетот ќе беше на 7 мај. Они го потенцираат тоа на 7 мај, бидејќи буџетот колабрирал и нема да можеме да ги исплатиме пензиите и платите за април, па затоа во мај ќе мораше да интервенираме со ребаланс за буџет. Морам ова да го потенцирам, бидејќи во повеќе наврати го дебатиравме, опозицијата го тврдеше, дури кажуваше, спекулираше со држави од каде дополнително ќе се задолжиме и слично, така да околу економската логика на опозицијата да ги разочараме. 3 јули сме, 7 мај заврши, ребалансот е дојден сега. Инаку ребалансот не е ништо лошо, ребалансот е да видиме каква е состојбата со буџетот, тоа го прави секоја една нормална држава, вклучувајќи Република Македонија, да видиме она што сме го проектирале за како буџет за 2026 некаде во декември, колку се остварува и како се остварува, и да ги извршиме сите оние потребни корекции онаму каде што треба. Нормална работа е дека во одредени делови од буџетот имаме послаба реализација, некаде ќе имаме па зголемена реализација, и ваквите трансфери, ваквите корекции се прават преку ребаланс. Она додека го носевме буџетот, што беше како клучна поента на она што ние го зборувавме како пратеници од владеачкото мнозинство и она што го зборуваше Министерството за финансии и владата како предлагач, во споредба со она што го кажуваше опозицијата, е следно. Ние тогаш тврдевме дека буџетот е развоен, тврдевме дека се предвидени рекордни капитални инвестиции во буџетот, зборувавме дека економскиот раст ќе се движи од 3,8, а инфлацијата до 2,5%, дека се предвидени повеќе пари за пензии, плати, поддршка на компаниите и слично, меѓутоа дека се предвидени исто така средства за враќање на долговите кои што беа наследени од претходниот период. Она што опозицијата па го зборуваше како контраргумент во тие периоди беше дека буџетот е неразвоен, дека економскиот раст нема да се оствари, дека капиталните инвестиции традиционално нема да се остварат и дека ќе дојдеме до тоа со наредниот ребаланс повторно да одземаме од капиталните инвестиции и да ставиме на други ставки пред се на ставката на трансферите, и дека владата не нуди адекватни решенија за зголемување на платите, понатамошно издржување на пензиите и слично. Поминаа првите 6 месеци, што се случи за тие 6 месеци? За тие 6 месеци во делот на приходите се зголемија за 5,7%, односно реализацијата на приходи предвидена во овој временски период. Каде е зголемувањето пред се? Зголемувањето е во даноците на приход 6,3%, придонесите од 6,4% и другите неданочни приходи од 12,4%. Тоа е она во кое што го имаме остварувањето. Имаме намалување кај акцизата. Зошто е намалувањето кај акцизата? Бидејќи се презема адекватни мерки за намалувањето на акцизата, за да се спречи оној економски, односно финансиски шок кон граѓаните, бидејќи ние мораме да кажеме дека во изминатиот период се соочивме со навистина глобална економска, односно енергетска криза која што се одрази негативно врз економијата. Мерките кои што ги презема владата, помеѓу другото, намалувањето на акцизите за 4 денари на нафтените производи, резултираше со намалувањето на прибирање на средства на делот на акцизите за 6,5%. Расходната страна е зголемена за 8,5% и никој тоа не го крие, тоа е реалност дека е зголемена за 8,5%, но ние мораме структурално да видиме во кој дел расходната страна е зголемена за 8,5%. Ако направиме анализа на зголемените расходи во овој период од 6 месеци, ќе видиме дека најголемото зголемување го имаме токму кај расходите предвидени за капиталните расходи, односно зголемување имаме на реализацијата во делот на капиталните инвестиции, што ги зголемува па и во делот на расходите, односно се исплаќа, и тековните расходи кои што се зголемени за 8,4%, пред се тука влегуваат трансферите за 73% и платите за 14%. На граѓаните најчесто не им е јасно што се ова трансфери. Тоа се трансферите пред се за пензии. И ние сега се соочуваме со една ситуација во која што опозицијата вообичаено не
напаѓа зошто ви се зголемени трансферите, како се зголемени трансферите, зошто имате зголемување во овој дел на расходната страна, меѓутоа таа иста опозиција најавува дека ќе ги зголеми, не знам, пензиите за 50%, бара дополнително зголемување на пензии, бара дополнително зголемување на плати и слично. Што ќе допринесе тоа? Ние сега се наоѓаме во онаа ситуација да не знаеме во кој дел да ја следиме опозицијата и во кој дел да ги прифаќаме нејзините ставови. Бидејќи од една страна ви велат зголемете пензии, зголемете плати, од друга страна ви велат зошто се зголемуваат трошоците на ставката на пензии и на плати. Па нормално е да се зголемат ако ги зголемиме пензиите и платите. Како ќе ги зголемиме, како нема да зголемиме трошок на буџетот ако вие барате зголемување на пензии и плати. Што се однес во овие 6 месеци не се работи само за овие работи, треба да кажем и што друго е правено во овие 6 месеци. Индустријата бележи пораз за 0,8%. Од овие 0,8% мораме да кажеме дека индустријата ќе бележи и понатамошен тренд на пораз, пред се земајќи го последниот месец, каде што е забележен пораз од 7,4%. Градежништвото бележи пораз од 7,2%, услугите од 3,6% и земјоделието од 2,9%. Во овој период, спротивно на најавите од опозицијата, не само што се исплаќа пензиите, туку се зголемија за 1000 денари линеарно побарање на самите пензионери, побарање на самите граѓани на Република Македонија. Вратен е долгот од 700 милиони евра кој што го наследивме од претходното владење. 700 милиони евра долг е вратен. Дополнително, она за кое што не зборувавме за време на буџетот, додека се расправавме за буџетот во ноември и во декември, а тоа беше изненадувањето кое што дополнително ни го остави опозицијата од 50 милиони евра кои што моравме да ги вратиме на име на социјален данок. На име на солидарен данок се извинувам. Тие 50 милиони евра се дополнителен терет на буџетот кој што оваа влада мораше да ги врати, а кој што воопшто, за кој што ние предпоставувавме дека до таму ќе дојде, меѓутоа тие 50 милиони не беа дел од дискусиите во ноември и во декември, а се ставија како трошок на овој буџет во првите 6 месеци. Потпишани се колективни договори со преостанатиот дел од администрацијата повторно, спротивно на тврдењето на опозицијата дека платите нема да се зголемат. Решен еден проблем кој што ни беше оставен веќе подолг временски период. Така да ја сметам дека со последните потпишувања на колективен договор во делот на администрацијата се решени на подолг временски рок проблемите со кои што овие луѓе се случуваат. Тоа секако изискува дополнително зафаќање од буџетот на Република Македонија. Започнати се сите оние мерки за самовработување, бидејќи опозицијата критикуваше дека оваа влада е некадарна да го зголеми вработувањето. Со самите мерки кои што се веќе тековни и се однесуваат на самовработување, ги гледаме првите резултати. Нормално дека тоа значи повторно зафаќање од буџетот. Во делот на капиталните инвестиции во првите 6 месеци нивната реализација е зголемена за 53% во споредба со минатите години, односно во споредба со минатата 2025. Не сакам да правам споредба воопшто со она што се велеше капитални инвестиции во период од 2023. Повеќекратно се зголемени. Повеќекратно. Реализацијата во првиот квартал 2023 со она што е сега реализација за капиталните инвестиции е мисловна именка од која што треба да се учи. Во овие 6 месеци, јас малку напоменав претходно, меѓутоа треба исто така да се напомени и особено значаен факт е следното, дека во овие 6 месеци ние се соочивме со енергетска криза. Таа енергетска криза се одрази на економските предвидувања и воопшто на економијата на државата. Не се одрази само на Република Македонија, се одрази на сите држави во светот. Она што владата го правеше, а ние како собрание го поддржувавме, како владеачко мнозинство барем, беше корекција на ДДВ-то за нафтените деривати од 18 на 10%, со што се намали финансискиот шок кој што го доживуваа граѓаните. Дополнително акцизата се намали за 4 денари. Се презема и некои други мерки, пред сека хемиското ѓубриво, каде што ние успеавме бруто маржата, профитната маржа да ја ограничиме на 5% за неорганското ѓубриво и на 10% за органското ѓубриво. Што значи дека и таму преку одредени мерки успеавме да го облажиме малку шокот, кој што се разбира не само што го почувствуваа нашите граѓани, го почувствуваа и сите граѓани во светот, но ние сега гледаме
она што се однесува до нашиот буџет и она што се однесува до граѓаните на Република Македонија. Сега овие намалувања на ДДВ и намалувањето на акцизата секако дека се одрази на буџетот. Јас само тука би сакал, колеги, да направам мала дистинкција. Се сеќавате дека опозицијата во тој период ни предложи дополнителни закони, кои што инсистира да ги прифатиме. Таков еден закон беше ДДВ-то наместо од 18 да го симнеме на 5%. Таков закон беше ДДВ-то на прехранбените производи да го ставиме на 0%. Од 5 на 0%. Таков еден закон беше да наплаќаме во наредниот период, да не ја наплаќаме патарината. Дали знаете за каков буџет и за каков ребаланс ќе зборувавме сега, доколку ги прифатевме законите кои што ни ги предлагаше опозицијата? Каков ќе беше сега ребалансот? Колкава ќе беше сега дупката во буџетот? И да, тогаш реално ќе се оствареше економската прогноза на опозицијата уште во мај месец да имаме ребаланс на буџет. Да, реално буџетот тоа немаше да го издржи. Затоа, кога критикува опозицијата, јас ја упосочувам да се наврати на нивните предлози, да ги види нивните предлози и да каже доколку такво нешто се прифатеше, дали сега ќе беше подобра состојбата од ова што ја затекнуваме или полошо. Мораме да бидеме реални, не можеме да предлагаме нешто кое што сега самите себе после неколку месеци ќе се критикуваме и самите себе ќе се напаѓаме. Што се однесува до сегашниот ребаланс, дојдовме до него во 2026 година, да видиме што се случува и што предлага владата. Во делот на приходите се зголемуваат приходите за 4,5 милиарди, односно од 374,9 милиарди денари се зголемува на 379,5 милиарди денари. Процентуално се работи за зголемување од 1,2%. Највеќе ова зголемување според кажувањата и според она што е доставено до собранието е дека ќе се должи на неданочните приходи, што е добро за државата генерално, бидејќи тоа ќе значи консолидирање на еден дел од буџетот кој што досега гледаме дека и претходно се зголемиле за минатите 6 месеци, нешто што досега ни мајкаше. Значи институциите почнуваат постепено да си ја вршат својата работа и во тој дел имаме зголемување на приходната страна. Што се однесува до расходната страна, од 414 милиарди и 174 милиони денари на 425 милиарди и 774 милиони денари. Тоа е зголемување од 11 милиарди и 600 милиони денари или 2,8%. Ова е нешто на кое што опозицијата највеќе во наредниот период ќе се фокусира. Зголемување на расходната страна и тоа е нешто нормално таму и нормално е опозицијата во тој дел да се фокусира. Меѓутоа, ние мораме да кажеме на граѓаните, да бидеме искрени пред нив, каде ги планираме овие расходи. Нема тие расходи да бидат за луксузни добра. Тие расходни се повторно во интерес на граѓаните. Овие расходни се планираат за зголемување на платите на доместоците, кои што ќе се зголемат за 2,1%. Овие трансфери се планираат, овие расходи се планираат за зголемување на субвенции и трансфери. Значи во делот на земјоделието, железницата, ученичкиот стандард и слично. Во овој дел учествува со 10,4%. Овие расходи се зголемуваат пред се заради капиталните расходи. Ако опозицијата тврдеше дека се работи за неразвоен буџет и дека ние ќе дојдеме до состојба од капиталните инвестиции со ребаланс да кратиме, не само што не се остварија нивните предвидувања, туку ние дојдовме во состојба дополнителни средства да префрлиме токму во капиталните инвестиции. И кога се зборува дали буџетот бил развоен или не бил развоен, пред се гледа во делот на капиталните инвестиции. Таму се гледа развојот. И ако сме тргнале ние со огромна реализација на средствата од буџетот во капиталните инвестиции, сега имаме потреба за дополнителни средства во капиталните инвестиции, да се продолжи со изградбата, да се продолжи со развојот на државата, тогаш не гледам зошто вакво нешто опозицијата би требало да критикува и да не го прифаќа. Напротив, вакво нешто треба да се прифати и вакво нешто треба да се поддржи. Тоа е она за кое што ние заеднички се бориме. Меѓу другото, намалување имаме на стоки и услуги. Зошто е битно ова намалување на стоки и услуги за 2,1%? Намалувањето за стоки, она што опозицијата вообичаено критикува дека се вршат, се фрлаат средствата без да бидат строго наменски.
дека се луксузира. Па еве сега ви е ситуација каде што гледате дека не само што не се луксузира, не само што државата со овој ребаланс прави на вистинските места да завршат парите, пред се во тие капитални инвестиции, туку и од онас кое што вие првично го критикувате намалува. Значи имаме еден концепиран ребаланс на буџет, точно се знае што се прави со овој ребаланс на буџет и точно знаеме каде би завршиле средствата со овој ребаланс на буџет. И сметам дека од таа гледна точка овој ребаланс на буџет треба и мора да биде поддржан. Што се однесува до клучните корекции кои што овој ребаланс на буџет ги нуди, тоа се следниве. Растот на БДП од 3,1% кој што е во моментот, значи кој што беше предвиден 3,8%, се предвидува да биде 3,5%. Значи имаме намалување на предвидувањата и да, тука е тоа е реалност, дека предвидувањето од 3,8% најверојатно нема да се оствари, ќе биде за 3,5%. Она што треба сите ние да го знаеме, дека на ниво на Европската унија, земји членки на Европската унија вршат корекција на БДП од 0,3 до 0,5%. Секоја земја членка на Европската унија во еврозоната се рачуна процекот да биде 0,4 до 0,5% намалување, односно редефинирање на БДП. Што е нормална работа кога вие имате енергетска криза и онаква криза со која што се соочувавме до пред известно време. Нормално е да извршите корекција во БДП. Дури најлошите најави беа дека ќе дојде до рецесија. За среќа на државата не е дојдено до рецесија, развојот и понатаму останува, меѓутоа е нормално да имаме корекција од 3,8 на 3,5% и тоа е нешто што се случува секаде. Она што дополнително треба да кажеме е дека се ревидира инфлацијата. Не е добро што инфлацијата која што претходно ние предвидовме на 2,5 дојде до 4,5%. Но е нормално во случаите во кои што се соочи целиот свет, вклучувајќи Република Македонија. Е нормално. И ние од тоа не се криеме, и ние од тоа не бегаме, напротив, навремено интервенираме и со навремени мерки се спречи многу посериозна инфлација во државата. Многу посериозна. И затоа ова инфлација, која што е сега предвидено за 4,5%, според мене треба да се смета за успех на владата во ситуација кога се соочи со таква една енергетска криза како што се соочи. Погледнете ги инфлациите во еврозоните. Во држави кои што се далеку економски посилни од Република Македонија. Видете ги корекциите таму. Во наредниот период многу подетално ќе зборувам и за тоа. Па погледнете ги корекциите кои што се вршат и видите дека инфлацијата неколку пати е зголемена и таму. За среќа не се оствари она сценарио кој што го најавуваше опозицијата за дупло зголемување на инфлацијата, за двоцифрена бројка на инфлацијата. Се додека инфлацијата е на ова ниво, јас сметам дека е добра и дека во наредната година ќе дојдат допрва резултатите од моменталното работење и од моменталниот ребаланс. Оттаму, почитувани колеги, ќе имаме време во наредните 10 дена да зборуваме многу околу ребалансот на буџетот. Ќе имаме време да зборуваме околу сите оние 200 и повеќе амандмани кои што се поднесени од опозицијата. Ќе видиме дека тие амандмани се популистички, во најголемиот дел се популистички амандмани. Ќе видиме дека амандманите се строго направени само од политички цели. Дека ниту еден амандман не е ист со она што опозицијата го најавува, она што го бара и она кое што реално следува. Ако вие барате зголемени плати, не можете да очекувате дека буџетот ќе остане во истата кондиција како што е сега. Ако барате намалување на ДДВ, не можете да очекувате дека ќе имате зголемување во приходната страна од ДДВ. Ако барате намалување на акцизи, не можете да очекувате дека ќе се зголеми на платата на акцизи. Бидете концизни и реални, кажете им на граѓаните што барате. Барате зголемени плати, цената ќе биде лош буџет. Она што ние сега го правиме е тоа да имаме нивелирање и сооднос помеѓу двете работи. И сметам дека добро си ја вршиме својата работа, како резултат на тоа ќе дојде и ваков еден ребаланс и ќе продолжи понатаму со развој државата на онака како што тргна и до сега. Благодарам.